Збркани од работа 5 мина вработени од транзитниот центар во Табановци. Тоа сте вие трите и уште двајца ваши колеги. Уште тројца наши колеги. 6 мина? 6 мина, за тоа што бевме 9, меѓутоа тројца останаа, ќе се држаа тројца. Така, вие сте Софија Јас сум Липа. Софија Липа, да, од Скопје. Договорот ви беше? Ми беше од 8 февруари, јас и тогаш почнав на работа, до 31.10.2016 година. Елена Ванчевска, од Куманово. вашиот договор од Куманово сте ви? Да, од 1 декември 2015 до 31.10.2016 година. Вие сте Елена? Елена Станковска Станковска. од Куманово, договор од 1.12.2015 до 30.10.2016. Кога стигна известувањето за Вака, прво да ви го оваа покажам, работа? ова е договорот на проект, пошто ние работиме на договор на проект. Вие сте администрација Да, таму, така? администрација. Еве го договорот на Дали проект. станува збор Тоа. за некаква рестрикција таму со однос на намалувањето на Не. бројот на бегалци или Не. нешто друго, Не. уште веднаш да расчистиме Уште тоа? кога сме примени на работа, нас ни е кажано, се додека еден бегалец има во кампот, вие ќе останете на работа, се додека трае проектот, односно вашиот договор за работа. Сега, за да на 15.6, значи во јуни месец, стигнува известување, односно на 15.6 стигнува со архивски печат известување од Министерство за труд и социјала, а нас ни е пратено по мејл на 29.6, Две недели подоцна. 2 недели подоцна, дека договорот не е валиден. Значи, еве го и тоа известување. Таму нема никакво образложение Нема зошто е никакво договорот образложение, невалиден. ни зошто никако. Меѓу другото се повикуваат на некои членчиња кои ги нема никаде, ги баравме, ги нема нити тие. И после тоа, значи 29 јуни беше петок. Сабота и недела е викенд, во понеделникот бев во министерство и побарав прием кај Диме Спасов. Да напоменеме дека вашите договори се подпишани од Фросина Фросина Ремински. Ремински. Побарав прием кај Диме Спасов, значи не ме прими. Побарав прием кај веде раководителот наш, кој е Дејан Ивковски, кој разбрав дека и тој е без решение таму. И отидов кај него, вика да си продолжите, да си одите на работа. Лично он ми кажа мене, да си продолжиш да си одиш на работа, ме гледаше во очи и ме лажеше. Да си продолжиш и за новите договори ќе бидете накнадно известени. Значи тоа е само известување, вика, не е прекинување, тука е известување. Јас си продолжив, односно сите ние си продолживме се до 22.7. За да се јави телефонски кај наша колешка и да каже тие и тие лица веќе да не доаѓаат на работа. Истиот Дејан Ивковски, да. Да се јави телефонски по стројници и да каже да не доаѓаме на работа. Сега, бевме во Хелсински комитет, ги запознавме и нив со овој случај, бевме кај Народен правобранител и отидовме до Министерство за труд и социјала. Истиот Дејан Ивковски сакаше да се скрие право од нас, меѓутоа неизбежно му беше средбата со нас. Отидовме да си ги бараме нашите плати. 2 плати ни немаат исплатено и рекоа дека ќе не ги исплатат, ама кога и како не се знае. Си ја префрлаат топката еден на друг во Трезор, биле не биле во Трезор, не знам како и да е. Сега... Дали на вашето место се примени други или останаа празни места? Не, се примени други луѓе кои се, јас јавно ќе кажам дека се активисти на ВМРО ДПМН. Значи тие луѓе се примени, тие луѓе мене не ми се видовни, нека име со среќа се. Меѓу другото, имаме и тројца наши колеги кои работевме со нив исто сите овие месеци. Нивното известување, кое е невалидно ако е подпишано од госпоѓа Фросина Ремински, значи треба да биде и нивното исто невалидно. Меѓутоа во нечива фиока тоа се заглави и го нема нигде. Тие тројца останаа, исто и они се членови на владечката гарнитура. Сега, значи, ние како неутрални или од другава страна, што сме симпатизери на другата страна, подобро да направат еден логор и да не утепаат. Значи не живееме ние. Вие останувате социјален случај. Јас сум социјален Труд и случај. социјала? Да, труд и социјала брка социјален случај од работа. Значи останувам без никакви примања, сама живеам, да, без никого. Немам други примања, а ништо не можам да добијам од државата затоа што сум имала имот, еден стан,
кој ми е поклон, односно од моите родители. И сега ако ќе дојдат овие реживе за наплата, ја да им дам на секој по една врата, прозор, било како да се справувам со луѓето. И така да не знам што ќе се прави понатака, си барам правна помош. Значи, ова сакам јавно да го кажам, не само мене што ми се случило. Ви благодарам. Не само што мене ми се случило, туку да не се случува во иднина на никого. Значи во моментов додека јас ова го кажувам, верувам дека на многу луѓе им се случува ова. Они почнаа да бркаат од работа. Во исто време се вработуваат. Во исто време, луѓе? да. Истиот момент кога мене ми кажа да си одам на моје место дојде друг дечко. Значи во истиот момент. Вие добивте ли до овој момент, имате ли некакво образложение зошто треба Не. да си Не. одите од Не. работа? И управо бевме до Министерство завчера да бараме зошто, како, значи ако сме погрешиле, стоиме позади тоа што сме го направиле. Не, истиот тој Дејан Ивковски кажа дека многу е задоволен од нашата работа, од тимот, сите тие работи, меѓутоа... Така му било наредено од првот. Да, на така Министерство. било, така нагласи дека и он не можел со тоа да се справи, дека Диме Спасов одлучил ние да не работиме таму, односно да не живееме. За еден месец од транзитниот центар се отпуштени 14 луѓе, да. Што хигиеничари, што социјални работници се и ние. пополнуваат ли тие места? Се пополнуваат. Тие места се надополнија, што значи Македонија вработува ова кој му е втор дел ли му е. Исто имаш отпуштено и Исто. од кампот во Гевгелија. Е така, само Пред известно време, да. Да, јас немам сознание за колку лица се работи, знам дека ги отпуштиле луѓето и не знам што понатака сега. Ке барате ли некаква правна разрешница? Секако. Секако, значи неправилно сме отпуштени од работа без никакво известување. Ова известување кое е овде, значи ова е само невалидност на тој договор, што значи дека после ова следува друг. Или во спротивно може уште на 15 кога го потпишале ова, кога го договориле ова, да ни кажат, ве молиме одете си. Ама еве нашата редовност на работа е тука, значи сменската работа за јуни, за јули. Ние се пријавуваме во полиција кога ќе влеземе таму, имаме ова пропусници пошто не може секој таму да влезе. Во договорот вака стои овде дека еден месец, значи еден месец и од двете страни треба да се извести за да се Еден отпушти месец од работа. порано. Да. И сега ако господата се повикаат на оние 3 дена недоаѓање на работа, значи веќе ќе биде многу безобразно, крајно безобразно ќе биде тоа. И ја молам целата јавност, значи ова мене што ми се случува и на моите колешки веќе на никога. Веќе на никога да не се случува. Без разлика јас на мојот Facebook профил дали имам слики со Зоран Заев или имам со Груевски, значи Тоа е ваша приватна тоа е работа. моја приватна работа и не сакам во иднина да се случува на никога. Вашите колеги се исто така револтирани, не се Исто. тука со нас. Исто, да, колегата има 3 деца, со тоа што едното му е многу болно и те го се влече по болници и не може со крај да најде. Ние две бевме од Скопје, што сме отпуштените, а тие се од Куманови, немаат, значи, никакво образложение немаат да ни дадат заради тоа или заради ова. Со едно телефонско јавување се јавија кај колешката, тие и тие лица утре да не доаѓаат на работа. Значи ниту вас не ви Ниту нас, известија да, лично. ниту нас. Значи многу ќе беше пофер да ги исплатат платите и да дојдат и да ни кажат. До тука беше, се е во ред. Некако ќе беше помирна ситуацијава. Меѓутоа на оваков начин па не ја подценувам стоката, ама и стоката бевме, мислам дека Вие имавме некој прав. спомнавте дека сте го барале и Да, јас- председателот на ВМРО. Јас отидов, Груевски. го барав председателот на ВМРО, Никола Груевски, секретарката ми се јави само Што еднаш. сакавте да му кажете? Сакав да го прашам зошто, по чему е оваа работа. Значи зошто? Тоа сакав да го прашам, лично да ми одговори, пошто секој, еве, како Дејан Ивковски рече, тоа доаѓа од врвот. А јас колку што знам врвот е тој. И секретарката еднаш ми се јави на телефон, ми рече дека накнадно ќе ме побара, пошто председателот има вакви такви обврски. Се јавив уште 3 до 4 пати, мислам дека 4 пати се јавив. Уште бројот мој стои таму, на писмено побарав да се видам со него и никој не ме прими. Јас сум еден човек кој бара работа и екзистенција за живот. А ако Македонија вработува 2 во Катар, онда да се обратиме таму. Доволно беше од овде. Тоа е. Ви благодарам. И јас.